Убаво е кога се говори јавно за оние на кои им сме најпотребни, за оние чие здравје страда, а се во толку мал број што соочувањето и борбата со нивната болест е едно навистина осаменичко искуство. Знаевте ли дека постојат болести од спектарот на неуромиелитис оптика, кои се ретки прогресивни воспалителни заболувања на централниот нервен систем? Една навистина сериозна болест од која страдаат 19 лица во Македонија, 9 официјално регистрирани. Затоа, во нивна чест, фармацевската компанија Рош Македонија, како општествено одговорна компанија, во соработка со Клиниката за неврологија, во градскиот парк во Скопје засадија 9 јапонски цреши, како символика за 9 пациентки кои се борат со ова ретко заболување. Оваа болест го погодува женскиот пол и тоа најчесто девојките и жените на возраст помеѓу 20 и 40 години. Период кога се во полна сила и капацитет за да се реализираат на полето на кариерата и да се остварат како мајки. Денеска сме собрани во градскиот парк на иницијатива на компанијата Рош Македонија во соработка со Македонското невролошко здружение и Универзитетската клиника за неврологија да засадеме 9 декоративни дрвца, црешови дрвца, јапонски, познати како дрвца сакура. Да ни го збогатат паркот, а ги садиме во чест на нашите 9 пациенти, за секој пациент по едно дрвце, кои што боледуваат од болестите од спектарот на невромиелитис оптика. Тоа е болест која што спаѓа во групата на ретки болести, иако ретките не се ретки, имаме многу болести кои што припаѓаат во оваа група на ретки болести, но по своите карактеристики се специфични, затоа што станува збор за млади пациенти, генерално женска популација, пациентки кои што во колку навреме не се диагностицираат и не се започне со адекватниот третман, едноставно текот на болеста ги води во една тешка инвалидност, губиток на видот и парализи на рацете и на носете. Директорот на Клиниката за неврологија доктор Иван Барбов вели дека оваа болест напредува со многу побрзо темпо од мултиплекс склерозата и доаѓа до слепило и врзаност за инвалидска количка. Терапијата е неопходна за забавување на состојбата, која е последица на оваа болест, што примарно го оштетува оптичкиот нерв и рбетниот мозок. Но најважна според него е прецизната и навремена диагностика на болеста. Овој ден како што рече професор Драгана Петровска, го посветивме на нашите пациенти со невромиелитис оптика, односно да се подигне свесноста за ова заболување, како меѓу лекарите, така и во општата популација. За самата болест може да кажеме дека е воспалително дегенеративна болест на централниот нервен систем. Најмногу го напаѓа очниот нерв, значи може да имаме губиток на видот кај пациентите и рбетниот мозок, поради што пациентите најпрво имаат слабост во долните екстремитети во нозете, што понатаму може да прогретира до комплетна инвалидност. Инаку спаѓа во групата на демилизаторни болести, оштетување на милинските обвивки на нервите во мозокот и затоа многу често може да се смеша со мултипла склероза. Затоа е многу важна едукацијата посебно на лекарите во диагностиката, бидејќи е сосема друга болест, со друга клиничка слика, потешка клиничка слика од мултипла склероза и сосема друг начин на лекување. Значи не се лекува со стандардните лекови за мултипла склероза, туку со имуносупресивна терапија, меѓу кои спаѓаат и плазмаферезите и давање на имуноглобулини и секако најсовремената биолошка терапија, моноклоналните антитела, од кои еден лек е достапен и за нашите пациенти. Болестите од спектарот на неуромиелитис оптика се ретки, прогресивни воспалителни заболувања на централниот нервен систем, кои се карактеризираат со губење на обвивката на нервите, која посебно го напаѓа очниот нерв и рбетниот мозок. Акцијата за засадување на 9 јапонски цреши покрај Универзитетската клиника за неврологија од Скопје ја поддржаа и Македонското невролошко здружение, секторот за комунални работи при град Скопје и јавното претпријатие Паркови и зеленило.